Денешниот ден 9 мај се одбележува по повод Денот на Европа и Денот над победата над фашизмот. Ден кога се одбележува европскиот идентитет и заложбата во заедништвото на сите народи на стариот континент. Македонија, иако не е членка на Европската Унија, секоја година со низа активности го одбележува овој ден. Представници на локалната самоуправа, делегација на борци и на АРМ, начело со градоначалникот Илчо Захариев, денес со полагање цвеќе и пригоден говор им одадоа почит на паднатите борци. Пред генерал Маршал Жуков и Црвената армија во Берлин капитулира нацистичка Германија. Една војна која се водеше 6 години и која однесе 60 милиони луѓе. 60 милиони жртви завршија за време на Втората светска војна. Интересно е каква е генезата на фашизмот и ќе направиме една малка хронологија од она што значил Хитлер и што се случува денеска. Битно е да нагласам дека после Првата светска војна и капитулацијата на Германија, Германија исфрустрирана после тешкиот пораз во Првата светска војна, бараше решение и замислете една група на луѓе, начело со Хитлер, формираа национал-социјалистичко движење и ја формираа злочестата партија што ја памти човештвото. Цвеќиња беа положени и на спомен обележјата во местноста Кртеке. И во Делчево, како и низ цела Македонија, се одбележа 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. На денешен ден, пред 70 години, падна најголемото зло што му се закануваше на човечкиот род – фашизмот како сила, како идеологија. Во тешко извојуваната слобода, животот тогаш го загубија 153 делчевчани. Денес во таа чест пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна, свежи цвеќиња положија делегација од општина Делчево, представници на организации и институции од општината, политички партии, Сдруженијето на пензионери и Сдруженија на граѓани. Пригоден реферат за значењето на овој датум како победа над фашизмот и ден што се прославува во цела Европа, пред присутните гости прочитаа членовите од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево.